Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Емисијата вечерва се разбира ќе биде посветена околу проблемот со коронавирусот во земјава. Ќе зборуваме за повеќе предизвици, а во вториот дел од емисијата ќе зборуваме и за политичкиот дел, за сето она што се случува освен коронавирусот. Се разбира дека вчера дојде една од најголемите вести, земјава која очекуваше 3 децени. Европската Унија одобри почеток на преговори со земјава. Тоа треба утре да биде потврдено и на Европскиот совет. И за оваа тема ќе зборуваме со вице-премиерот за евроинтеграција, господинот Бујар Османи, во разговор кој ќе почне во 19 часот од прилика. Сега почетокот на емисијата ќе го посветиме на коронавирусот, но не само на оние црни вести кои доаѓаат за болеста, кои ги обседнуваат нашите животи. Ќе зборуваме за еден позитивен сегмент за тоа како граѓаните, луѓето, лекарите се обидуваат да се самоорганизираат и со помош на иновации да се борат против болеста или против предизвиците кои ги носи оваа зараза. Со нас вечерва во студиото е доктор Александар Каревски. Добра вечер, благодарам на поканата. Добра вечер, Каревски. Вие сте дел од една лекарска иницијатива, бидејќи почнавте, се самоорганизиравте, почнавте сами да правите заштитни маски, визири за заштита на медицинските работници. Можете ли да ни објасните нешто околу оваа идеја, како дојдовте до неа и што правите? Па прво може само една мала поправка, не е само лекарска иницијатива, него е повеќе граѓанска иницијатива. Можем да земам заслуга само за делот за организацијата, затоа што идејата започна како еден пост на Facebook. Предпоставувам дека и други ја имале идејата, но почна како еден пост на Facebook на кој што со неверојатен одговор повеќе од 2000 луѓе одговорија, се самоорганизира, значи не имаме таму само лекари, тука имаме и професори на факултет, имаме ентузијасти за 3D печатење, кои што сите некако неочекувано многу квалитетно се склопивме за да направиме еден производ кој што едноставно може да ни помогне во оваа борба и да ги заштитиме лекарите од преминување на вирусот на таа бариера пациент-лекар. Све започна пред неколку дена, значи целата приказна е стара 4 до 5 дена веќе. Започна со организација прво на луѓе кои што имаат 3D печатачи, кои што може да ни помогнат со изработка на делот од визирот кој што треба да се 3D испечати. Може ли за гледачите едно мало објаснување што е 3D печатач? Може би некои не знаат. Да, 3D печатарите се тип на технологија со која што делот, значи пластични филаменти како жица кои што се формулирани, ги топи печатачот и со нив полека гради 3D објект. Значи објект кој што вие сте го замислиле, проектирале, тој печатач успева да го изгради од пластика. Има повеќе видови на пластики, секоја со своја намена, но слој по слој тој го гради тој значи, објект. Апаратот може да направи објект од пластика, речи си било каков. Нели? Речи си било каков, нели, постојат некои технички ограничувања, но генерално било што може да се замисли, може да се проектира доволно за да биде испечатено на 3D печатач. И сега, бидејќи овие маски се изработени најмногу од пластика, затоа и овој апарат е погоден. Затоа и овој апарат е погоден. Второ, доста е погоден заради тоа што има доста луѓе кои го поседуваат дома, затоа што технологијата е релативно, да не речам ефтина, но релативно може да си дозволат поголем број на луѓе да ги имаат по дома овие печатачи и доволен број на луѓе се разбираат во нив за да може да помогнат во оваа иницијатива. Ние во моментов имаме над 50 печатачи и 50 луѓе кои што деноноќно работат, дури некои од нив се откажа од своите работни места за да помогнат во оваа иницијатива. 50 луѓе кои работат. 50 принтери и можеби многу повеќе луѓе работат, затоа што имаме дел кои што ја изработуваат доставата, дел кои што ни помагаат со набавка на материјали и сечење на другиот дел, визирот од самиот штит. Така да има многу луѓе вклучени, сигурно има преку 100 активни членови во групата, кои што секојдневно се будат и легнуваат со оваа идеја да пробаат да снабдат што повеќе штитови за нашиот медицински персонал. Добро, во тој ланец на достава, на снабдување, на изработка, заработува ли некој нешто? Никој ништо не заработува, тоа ни беше првата и примерна идеја. Значи, не ќеме, пошто знаеме во какви времиња живееме,
знаеме што све може да се помисли, ние сме секогаш фокусирани на тоа дека ниту еден штит никогаш нема да се продаде, сите ќе бидат донирани во здравствени институции и ЈЗУ и ПЗУ, но сите ќе бидат донирани и буквално од донациите секојдневно јавно се постираат сите донации и сите трошоци, за да биде, нели, све на крај чисто, за да знаат луѓето дека сите во таа иницијатива се вклучени со срце и душа да помогнат, а никој да профитира. Добро, можете ли да не кажете колку изработивте до сега, колку дониравте, колку ви бараат, каква е побарувачката? Побарувачката е зачудувачка. Значи, до сега имаме побарувачка од преку 300 институции. Значи, преку 300 барања ни се стигнати, со бројката на побарувања некаде се движи околу 6000 штитови до сега. Ние за прв ден добро напредуваме, дури и многу подобро него што очекувавме. Значи, првиот ден произведовме 300 штитови, успеавме да испорачаме нешто малку помалку од тоа, затоа што има и склопување на истите, стерилизација соодветна, спремање на целиот штит. Очекуваме утрешниот ден ќе биде второто собирање на произведениот материјал, очекуваме да бидат некаде околу 500. Така да ако продолжиме со ова темпо и нели доколку имаме доволно помош и материјали, мислам дека таа побарувачка од 6000 штитови мислам дека и ќе успееме да ја задоволиме. Значи, како што ве разбрав, доста институции ви се обратиле, така зборуваме? Да, збориме и за јавни здравствени установи, и за приватни здравствени установи, па дури и луѓе кои што сакаат да се заштитат, но овие штитови се примерно наменети за медицинските лица, заради тоа што има и начин како се носат, има правилна употреба, има правилна стерилизација и во раце на некој кој е неискусен може некогаш да направи нели повеќе штета него добро и затоа се резервирани сега само за медицински лица. Да, можам ли ја да го видам штитот? Може, секако. Сега... Значи горниот дел, кој што црниот дел кој што го гледате, тој е изработен на 3D печатач и тој дел треба од прилика околу 1 час да се изработи на еден 3D печатач. Позади, како дел за фиксирање на главата, го ставивме ластикот кој што е најпригоден, исто така може да се реши и со било што имаат во институциите. Ние ги праќаме во моментов со се ластици, значи целосно, како што го гледате штитот, така ќе го добијат. Напред што е материјалот кој што се вика верилит, има и неколку други варијанти кои што се подобни за тоа. Тој е ласерски искроен, имаме доста компании кои што се вклучија да ни помогнат. Ласерски искроен за да биде изгоден за носење целодневно, доле ќошевите се заоблени за да не ја кинат облеката и да може слободно да се движи главата при работа со штитот. Добро, јас веќе претпоставам го контаминирав, бидејќи иако за среќа ова е само за да го покажеме, не е за користење, затоа и веќе јас него користам, ова е еден од примероците затоа што сите се заинтересирани да го видат, да го пипнат материјалот, да видат дали на вистина нешто, затоа што голем дел од луѓето беа уневерување дека може нешто така да се изработи дома, да направите производ кој што тешко се наоѓа во денешно време, особено вакви штитови кои што не се стандардната заштитна опрема која што ја има по институции. Добро, а правите само штитови или маски? Бидејќи што е со маските? Во моментов правиме само штитови затоа што маските има некои модели надвор на 3D принтани маски, но во моментот тие не се погодни затоа што тешко се стерилизираат, нивната контаминација брзо оди и се практично многу поризични за употреба. Штитот може да се дезинфицира со алкохол, целата пластика го трпи тој дел, штитот поминува дури и ладна стерилизација со плазма, така што штитот е доста посигурен за користење и во тој дел можеме да помогнем. Маските се, како што реков, уште еднаш ризични за печатење и би советувал многу добро да се размисли доколку нели некој сака да проба да испечати 3D маска. Ние веќе го пробавме тоа и баш таква работа видовме дека маските многу брзо се контаминираат, а таа пластика ги задржува повеќе тие флагелови честички. Значи тешки се за деконтаминација и тешки, значи технолошкиот процес е технолошкиот процес и секогаш и филтерот е најбитниот дел на маската. Филтерот сепак мора да го најдете од друго место, а ако веќе го најдете филтерот, значи уништувате друга маска која што е произведена за тоа. Да. Добро, кажете ми, целиот овој процес вие велите дека не заработувате, но сепак чини пари. Материјалите за изработка на самата пластика, сето тоа
чини, нели? Како ви е тоа решено? Сега добивате ли некакви донации? Значи, целиот проект почна, буквално беше све донација од луѓето кои што ги печатат визирите. Значи, сите од нас што печатиме, имаме 3D печатач дома, наш собствен. Сите имавме пластика која што сме ја користеле претходно за други работи. Сега сите ги прекинаа своите проекти и се преориентираа на печатење. Значи, првата тура, особено што беше распределена, таа е 100% целосно донација на членовите, на граѓаните, кои што сака и беа ентузијасти за да се вклучат во овој проект. Сега веќе добивме неколку и финансиски донации, така да со нив купивме материјали со кои им се доставуваат на членовите, но сепак струјата, времето, све донација на тие ентузијасти на кои што многу би сакал да им се заблагодарам, затоа што направија нешто што мислев дека ќе бидеме 5 до 10 луѓе да направиме, да ја заштитиме бар една клиника. Ние, како што тргнала работа, ќе успееме да ги заштитиме скоро сите. Добро, значи целиот тој процес за сега не застанува. Значи сите продолжуваат. Видов на Facebook објавувате некакви фактури, па велите дека тие фактури и ви се плаќаат со помош на донатори. Како оди тоа? За сега, значи, објавувавме фактури што сме плаќале. Како што реков, сите финансиски импликации од целиот овој проект сакаме да бидат без ниту едно прашање. Затоа секој финансиски документ се објавува во Facebook групата, значи со донација, со платена фактура. Потоа, затоа што сакаме да избегнеме да имаме допир со кеш донации, затоа што тие секогаш будат прашања, доколку стигнеме до момент да не можеме да подмириме некоја фактура, ние ќе објавиме на Facebook и доколку некој донатор сака, може директно да ја плати таа фактура. Да, интересно ми е што не ги објавувате донаторите, за разлика од нашата пракса кога тие се објавуваат, кај вас не се објавуваат. Претпоставам дека и тие самите не сакаат. Значи, навистина ретко за кај нас, може би и ситуацијата го разбуди тоа кај луѓето, но и генерално и ние сме зачудени затоа што ние немаме никаков проблем да објавиме кој ни помогнал, но голем дел од донаторите дури и замолија експлицитно да бидат анонимни, со тоа што, значи, луѓето замолија, рекла дека се тука само да помогнат. Никој од нив ниту посака публицитет, ниту се кажа некој со компанија, а верувајте, има компании кои што работат 3D печатење, кои што го запреа својот процес на работа секојдневен, само за да можат овие визири да ги печатат. Значи, одни одат во финансиски загуби за да помогнат. Добро, велите дека ви се обратиле и многу јавни институции, дел од јавните институции, дел од клиниките, претпоставам. Дали ви се обрати некој од надлежните да ве праша што правите, како правите, што ви треба од државата сега? Можам да кажам дека буквално од секаде добивме контакт. Значи сите државни институции, сите се јавија, прашаа како може да помогнат. Нели, ние сакаме да се држиме настрана, токму тоа ни беше и поентата. Значи државата да си го работи своето, како што си го работи до сега, нели, си ги тера своите мерки, а ние паралелен процес да дополнително да помогнеме без да ги оптоваруваме тие капацитети на државата. Затоа што ако ги зафатиме и ни во истото, ќе правиме иста работа двајца. Вака, паралелно ние пробуваме од една страна дополнително да ги заштитиме, а инаку секако сите се понудија да помогнат и каде може да се помогне. Дел треба да ни се помогне, сега имаме и некој увоз на материјал ќе треба, така да ќе видиме како ќе оди, но сега за сега имаме поддршка од секаде. Да, добро, сега сте значи сконцентрирани на визирите. Дали може би размислувате и за некој друг сегмент или за сега сте останувате на визирите? Значи, како што кажав, имаме и компании кои што дури се специализирани за 3D медицинско печатење. Тие се веќе спремни со доста модели кои ги тестираат, ако не да Боже дојде до ситуација да се потребни. Нели, имаше еден пример од Италија каде што со помош на 3D печатачи успеа да испечатат валвули за респираторите кои што дозволија многу побрзо да се користат на друг пациент. Па дури и сега последен проект кој што видов, еден лекар во Канада дизајнирал од еден респиратор, успеал да го спроведе на 3 пациенти во крајна нужда. Така да нема ограничување на можностите, само треба да ни се обратат во било кој момент за што и да треба, и имаме доволно искусни 3D дизајнери, луѓе кои што го работат тоа, за да можат, мислам, да одговорат на секоја потреба.
значи инвентивни решенија во кризни времења. Доктор Каревски, ќе поразговараме сега за малку и за општата состојба околу коронавирусот, како работите на крајот на краиштата, но пред тоа да ја видиме и денешната изјава на министрот Филипче. Да подсетам дека денеска имаме нов смртен случај, трет во државата, имаме денеска и нови 29 заразени пациенти. Да ја видиме и неговата изјава и веднаш продолжуваме со разговорот. Има два типови на тестови. Едни тестови кои што го детектираат самиот предизвикувач, односно вирусот, и тоа се тестови кои што ги имаме ние, се прават во таа специфична лабораторија со специјална технологија и не постои тест кој што е специфичен 100%. И 99% кој што е висок степен на сензитивност, сепак остава простор да има и негативни резултати кај пациенти кои што се носители на вирусот, и тоа опишано во светската литература. Другиот тип на тестови се тестови кои што ги детектираат антителата. Значи, откако пациент ќе ја прележе, ќе ја прележи болеста, тогаш се ствараат антитела. Таа сензитивност е уште помала, некаде околу 80%. Масовен скрининг се прави со токму тие тестови. Да, го слушаме министрот Филипче, рече се секојдневно објаснува за предизвиците околу коронавирусот. Сега за тестовите имавме нели случај кога една пациентка почина, била негативна на коронавирус, поскумно е утврдено. Доктор Каревски, вие сте ортопед во градската општа болница 8 септември. Дали е сменет вашиот начин на работа? Дали ви е сменет секојдневието? Бидејќи сега сменете и начинот на примање на пациенти, кажано е да се примаат само итни пациенти. Како ви е вас секојдневието сега? Секојдневието сега го е сменето, како на сите граѓани, така и на лекарите. Условите за работа се добри, но, нели, како што се очекува, во време кога мора да внимавате на секој допир, на секој контакт, не само со пациентите, туку и со колегите, тоа ствара една тензија во работата, но за сега работата се одвива одлично. Во нашата болница организирани се специјални протоколи како се движат пациентите, се примаат само итните случаи, но се прегледуваат сите кои што имаат мака. Значи, пациент не е оставен без да биде згрижен. Се примаат само итните случаи, особено ние како што сме назначени за болница за пациенти кои што се ризични или заразени од вирусот, кои што имаат потреба од хирушка или некоја друга интервенција. Протоколите се во место, секојдневно се вежбаат од персоналот, веќе персоналот и се навикна и функционира добро. Максимално е ограничено движењето на сите пациенти, се знае точно од каде поминува кој пациент, на кој начин се влегува во операционата сала, на кој начин се излегува од операционата сала, посебно одделение за пациентите со посебната нега која што е потребна за нив. Така да сега за сега најголем проблем ни е ако граѓаните не ги почитуваат препораките. Затоа што имаме за жал доста луѓе кои што не ги почитуваат препораките. Гледаме секојдневно полицијата колку казни пишува, еден дел од тие стигнуваат и до кај нас, затоа што човек кој избегал од изолација може да му се случи и да падне и да има некоја хирушко страдание. Така да луѓето мора да ги почитуваат сите препораки од Светската здравствена организација и препораките за изолација, што е најбитно. Затоа што не се ставаат само себе си во ризик, туку ги ставаат и здравствените работници и своите најблиски, па и луѓето за кои што излегле од карантин за да ги видат. Да, гледам дека кај граѓаните, кај пациентите се создава една недоумица, би кажал, повеќе отколку забуна околу тој начин на примање на пациенти, кога ќе кажат се примаат само итни случаи. Сега имаме во здравството нели сегменти, примарно, вие сте секундарно, па има и терцијарно, и пациентот си вели, па како јас да знам дали сум итен, ме боли нешто во стомак. Сега тоа може да е нешто бенигно, но може и да е нешто опасно, нели? Секогаш, нели, веќе поставен е еден солиден систем како пациентите треба да се движат. Доколку е во работно време и се случува нешто итно, секогаш матичниот телефон
матичниот доктор може да го добијат на телефон. Со што ќе може по телефонска анамнеза да ги упати за понатамошно третирање. Доколку е некоја итна ситуација, ургентните центри работат, сите ургентни центри се во функција, пациентите се прегледуваат, доколку не се итни се препраќаат на домашно лекување, доколку е некоја итна состојба, тогаш пациентите се третираат и се примаат секако. Значи до сега сите пациенти се згрижени како што треба. Значи ова што го кажавте ми е интересно. Значи вие тврдите дека секој пациент сепак ќе биде прегледан? Секој пациент ќе биде прегледан од лекар и ќе се реши дали има потреба од понатамошно движење на пациентот низ здравствената установа. Нели, некогаш треба да направиме и рестрикција дали има медицински оправдани за понатамошни тестови или доколку ситуацијата во моментот се процени дека не е итна, пациентот ќе биде пратен на домашно лекување со соодветни препораки секако. Да, сакам да ја прашам за таа параноја, психоза која сега владе околу короната. Вие спомнавте пред малку, гледаме дека светските искуства покажуваат дека за жал страдаат многу и здравствените работници, оние кои се први на удар, кои се први на допир, па не само и оние кои се на инфективните оделенија, туку некако нели заразата полека се шири меѓу сите кои имаат допир. Кажете ми околу таа состојба кај вас, како, дали тоа ве спречува да размислувате трезвено секојдневно или стравот сепак ви создава некоја задршка? Кога сте лекар, нормално и секој човек е нормално да има страв. Прво и основно ние сме луѓе. Значи, нормално е кога влетувате во таква ситуација да имате страв. Но секој лекар, тоа е и тренингот и учењето е, тој страв да не му влијае на секојдневната работа. Тој страв постои кај секој лекар, но ниту еден не се спречува во својата работа заради тој страв. Треба да се преземат сите мерки, нели, да се заштитите колку можете повеќе, но на крај нашата обврска е тој пациент да му ја пружиме сета помош што можеме да му ја пружиме. Па дори понекогаш и на цена и на нашето здравје, и на ризик на нашите колеги понекогаш. Да, добро, ние како граѓани се надеваме сепак вие да останете што повеќе здрави, за да можеме и ние да бидеме здрави на крајот, нели? Кажете ми за крајот само вака уште еднаш да се вратиме. Продолжувате со маските, што е конкретно сега што најмногу ви треба за да се тече цела работа? Сега во моментов имаме материјали за уште неколку денови, но најбитно од све е да добиеме материјал за 3D печатачите и нормално се уште има некоја залиха мала на визирите, но сепак и таа ќе дојде при крај. Значи, во моментов може би да ни требаат за уште половина, значи од она проектирана бројка, уште за едно 3000 заштитни маски ни требаат материјали, така да сите што сакаат да помогнат, да се вклучат активно во оваа иницијатива, може да го направат тоа на Facebook, да ја побараат групата 3D медицинско печатење. Сега ќе се потрудат малку на Facebook, но се наоѓа во денешно време доста активно тоа и доста излегува. Може да се потрудат таму да погледнат, ќе најдат начини како да се вклучат. Ние имаме потреба и секогаш и за дистрибуција, ако не се нели технички спремни, доколку се технички спремни уште подобро, пошто секогаш немаме доволно 3D принтери. Секогаш може да се додаде уште еден. На кој начин можат слободно, ние прифаќаме секаква помош и нудиме секаква помош. Веќе имаме тимови кои што самостојно печатат во Куманово, во Битола, сега се почнува и тим во Охрид на кој што им испраќаме материјали за да имаат, за да можат да постигнат за тие региони што поскоро да добијат. Добро, ви благодарам, доктор Каревски. Благодарам на поканата. Ова беше разговор со доктор Александар Каревски за тивките херои на денешницата во услови на коронавирусот. Продолжуваме со рекламите и брзо се враќаме во студиото. Сега во услови на кризата со коронавирусот, освен вестите за бројот на починати, за бројот на заразани, за тоа како се шири болеста, многу се чести вестите кои ги читаме на социјалните мрежи, на интернет, ги гледаме на вестите за наводни нови лекови за борба против вирусот, за тоа кога ќе излезе вакцината која би требало да го спаси човештвото, и околу тоа се шират и точни и лажни вестини, и невистини, и полувистини. Лековите се секогаш важни, секогаш се во центарот на вниманието, не само кога зборуваме за корона кризата. Затоа до нас дојде едно
интересно истражување кое го има направено Европската мрежа за борба против приватизација и комерцијализација на здравството и на социјалните системи, кое на нас ни е пренесено од страна на Сдруженијето за еманципација и солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ од Скопје. И тоа е прилично интересно истражување кое зборува за лековите, за фармацевската индустрија, за профитите. Истражувањето вели дека приватните истражувања и фармацевската индустрија во моментот се далеку од промовирање на иновации, бидејќи тие се во потрага по профит, наместо по потрага по исполнување на целите за јавното здравство. Тие велат накратко дека лековите често се прескапи, дека тие се прескапи и во однос и на развојната фаза и во однос на трошоците за производство. Тие велат дека компаниите премногу ги пумпаат цените, а на тоа се разбира страдаат граѓаните, па и здравствените системи, но кои исто така ги плаќаат граѓаните. Тие велат исто така, ја повикуваат Европската Унија, ги повикуваат членките на Европската Унија да го направат следното. Да ја сменат преговарачката рамка со фармацевските компании, да направат истражувањата да бидат јавно достапни, оние истражувања кои се правени од страна на институциите, од страна на јавните установи, од страна на факултетите, од страна на државата да бидат бесплатни, а се разбира, сега во екот на кризата со коронавирусот, тие ги повикуваат и европските земји да сите лекови, третмани, па и вакцината околу коронавирусот да ја направат бесплатна. Ние разговаравме со Жан Хермес, кој е представник на Европската мрежа против приватизација и комерцијализација на здравството. Денеска тој беше во Брисел, комунициравме со него по Skype. Сега предлагам да го видите интервјуто и да ги видите нивните размислувања. Mr. Hermes, tell me about this research, about this information that your organization have shared with us. You say that private development, private investigation of medicament and pharma industry is far from promoting innovation. That research set is saying that they are focusing only on making profit. How have you made that result? Well, the WHO, the World Health Organization, and the Fortune magazine, which analyzes the accounts of the main multinationals, show us that the big pharma, as we all say, pharmaceutical industry, makes above 20% profit. At the same time, in these figures, we find out that the marketing expenses are about 25%. So that means more than 45% of the affair of the pharmaceutical industry is not related to production nor to the development programs. So the pharmaceutical industry is saying that when they are developing one new cure, one new product, it takes a lot of years, maybe decades. Sometimes they say that a new medicament from bottom to top sometimes is taking about 12 years to develop. So they are saying that the end price of the medicament is that development phase. Nowadays, the price of the new medicines is not related to the development costs. I give you an example of the price, for instance, for hepatitis C.
This is a medicine that works really well, has been developed by Gilead. In fact, they bought a startup over, but then they put the price not related to the real cost, development cost, but to the willingness to pay. So they just tested to see how much people were willing to pay for this medicine, and they ended up in United States with the price of $80,000. The same medicine in Belgium is sold for 40,000 euro, and we know that the production cost of this medicine is 100 euro. So there is no relation anymore between the production and the development cost and the price that is asked by the pharmaceutical. And the last example we all know in Belgium and in Europe is that orphan drug for a very seldom illness by children. There they asked for this drug in Belgium 1.9 million for one treatment. That means that if we had to pay this for all the children with this drug, our social security would go bankrupt. So, and as we know, that this drug has been developed by charity in France, Téléthon, and they took money from the willingness of the people and also from the government. So at the end, this pharmaceutical, this treatment has been paid by the government and by the charity of people, and it has been privatized. And then they come up with a price which has no relation and which is in fact has been subsidized by the public funds. So that's why we say when medicine has been developed by public funds, it has to be in the public property and not in the private property. And we fear that with the coronavirus, when a treatment will be found, that it will be privatized and it will not be affordable for a lot of countries to pay for this treatment at that time. Now the pharmaceutical industry is in race to develop a vaccine or a cure against the coronavirus. So probably the company that will be first will make the largest profit. So you are saying to the EU member countries, your organization has said that all cures and vaccines for coronavirus have to be free. Sure, this virus is now a major crisis for all countries, and the people who are working to find a treatment, those people are working most of them at the universities, and these people has been educated with also public funds when they got their PhD to do all this research. So we think that this has to be maintained in the public good. And the public good means that you are able to produce when we will find the treatment, it can be produced in several countries and not only by one pharmaceutical industry at one place, because we will need a lot of these medicines for all the world. So I think this has to be affordable for all the countries and not only the countries who are rich. That's why we think that the medicines innovative medicines has to be more transparent in their data, in their way of reality of production and development, and by the way, the price has to be also compared to this production cost and not only to the willingness to pay or to the savings because some of them ask the price not related to the production but to the savings they would be able to do in comparison with other treatments.
Mr. Hermes, you are also calling the EU member countries to have a more aggressive policy towards negotiation with the pharmaceutical companies for new drugs. What do you mean by that? Well, now the new drugs are sold by the industry to each country with a secret agreement. So we can't ask to our neighbors which price they have negotiated. So we have different prices in each country. And of course, the countries with the higher income, they will pay more, and countries with lower income pay less. But at the end, why is this price so different from country to country? It has only to do with the bargain power of a country. If you have a large country with a large population, you are, of course, able to negotiate a better price. If you're a small country, then you can't negotiate any price. You have just to accept the price of the pharmaceutical industry. But what is really incredible that at the same time, the European Commission, Europe asked us to have public finance in equilibrium, not to have too many expenses in healthcare. And at the same time, they let us with raising prices. So we have problems to got enough money to pay these high prices. And at the same time, they tell us, be careful with the health expenses. So now we need some more cohesion. If indeed we have to be cautious with the health expenses, then we need also a mean to have more pressure on these prices. And each country alone can do that. But on European level, we can ask to the multinationals to have more transparency on their prices and to have a fair price. Yes, okay. Thank you, Mr. Hermes, for this interview. Okay, thank you. Bye-bye. Да, тоа беше интервјуто со Жан Хермес од Европската мрежа против приватизација и комерцијализација на јавното здравство за лековите и фармацевската индустрија. А денеска владата на својата седница донесе нова одлука за рестрикција на движењето на граѓаните. Од овој викенд забраната за движење почнува од 16 часот, популарниот полициски час и ќе трае до 5 часот наутро. Значи, за викенди полицискиот час нема да почнува од 21, туку од 16 часот. Исто така имаме нови случаи Иво Велес, Иво Прилеп, тоа исто така денеска ново се разбира, освен оној нов трет смртен случај. Ние повторно сега ќе се вклучиме во Велес, таму е нашиот колега Владимир Тевчев, со кого разговаравме и во Дневникот во 17 часот. Тевчев, гледам дека си опремен со заштитни мерки против коронавирусот. Каже ни сега, првите случаи се појавија и во Велес, дали нешто се смени во перцепцијата на граѓаните, дали можеби има повеќе страф, анксиозност сега во состојбата? Па, сега, да, се разбира дека денеска граѓаните слушна веста дека нивни сограѓани се позитивни на тестовите од коронавирус. Паниката се зили, да речем, луѓето велесени чуваат по социјалните мрежи, нагаѓаат за имињата на луѓето. Мислам дека не крева паника, бидејќи тоа е најмалку нешто што во овој момент е потребно. Се разбира, остануваат они апели да се следат протоколите и алгоритми кои Министерството за здравство ги пропишува за здравје за оваа ситуација. Рековме дека Велес е новиот град на листата на градови во кои живеат граѓани кои веќе се заразени од коронавирусот.
заболени се пренесен им е болеста од локална трансмисија, имале контакт со случајот на човекот од Кавадарци заразен со коронавирус вработен во македонски шуми. Колку што можев да дознам од лицата, еден нема никакви симптоми, се чувствува добро, другите веќе покажале благи симптоми на вирусот, меѓутоа за сега се во добра здравствена состојба. Сите тројца се изолирани на инфективното одделение во Велешката болница. Морам да го соопштам следно, бидејќи денеска се слуша разни спекулации низ градот, дека наводно оддели на Велешката болница не работеле поради овој случај, дека биле затворени, дека некој од заразените бил на преглед во некој дека се затворени одделите не е тоно, само што разговарав со портпаролот на Велешка болница, пише дека дел од медицинскиот персонал кој работи во одделението каде што заразените бил на преглед, се тестирани овие денови, меѓутоа болницата нормално работи, сите оддели на болница функционираат, така што според неговите зборови тестовите кај лекарите и медицинскиот персонал се прави повеќе од за да бидејќи се здравствени работници за кои не смее да има никаква сомнеш, бидејќи тие постојано во контакт со луѓе, а се и здравствени работници кои во овој момент многу потребни на здравствен систем. Тоа е отприлика атмосферата во Велеза. Да се надеваме дека ова бројка ќе остане тука. Само да кажам дека односно веќе од почнале да се тестираат сите оние кои биле во контакт со тројцата заболени од Велеса, нивните резултати се очекуваат ве претпоставувам утре. Беше во центарот на вниманието уште по една работа, значи освен Велес, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, меѓу градовите кои се дел од Вардарската епархија на Македонската православна црква Охридска архиепископија, во кои свештеници излегоа на улиците со света водичка, тие велат дека на таков начин се борат против корона вирусот. Што велат сега граѓаните? Дали може би се надеваат и на така наречена Божја рака да им помогне? Па верувам дека оние кои веруваат во Бог, дека се надеваат и веруваат дека Бог ќе ги спаси. Во тој контекст верувам дека беше и литијата денеска организирана од Повардарската епархија. Не се случуваше тоа само во Велес, како што кажа, се случуваше и во Неготино, во Кавадарци и во Гевгелија, кои спаѓа во Повардарската епархија. Овој случај го следеше колешката Ивана Стојкова. Ако е подготвен материјалот, сега предлагам да го видиме. Во време на пандемија на смртоносен вирус, кога здравствените експерти ги повикуваат граѓаните да седат дома за да си го заштитат здравјето, дел од свештените лица повикуваат верниците да одат во цркви, да се причестуваат и да ги бакнуваат иконите. Свештеници од кавадаричките храмови одржаа литургија против коронавирусот. Во свој одговор ги убедуваат верниците дека во црквите години наназад се причестувале болни од разни болести и дека не може да се заразат во храмовите. Некој нам ни се заканува и не заплашува дека токму во храмовите ќе се проширела заразата и од сетата причест ќе се разболеле верници. Што друго да подразбереме освен тоа што џаволот ги користи некои луѓе за да му наштети на верниот народ да и напокости на Светата црква. Ве уверувам и ве поттикнувам да доаѓате без страв и сомнеш во црквите, да ги целивате иконите, крстот, да се причестувате со претходно подготовка и да се подготвувате за дочек на славното Христово воскресение. Смртта и страдањето се најголеми непријатели на човекот. Осветен од свештеници беше и градот Велес, каде исто така има регистрирано заразени од коронавирусот. Од Повардарската епархија велат целта е да се врати вербата кај граѓаните и порачуваат дека нема да се откажат од одржувањето на литургии. Велат дека верниците треба да се причестуваат, а литургиите ќе ги организираат со отворени врати и со одредено растојание помеѓу верниците, со што велат нема да има опасност од ширење на заразата. Ако треба веќе да биде крајот на нашиот живот, да умреме причестени, да не бегаме од причестеност, затоа што тоа е најголемиот лек што црквата постои. Меѓутоа тоа се коси со препораките од страна на стручните лица и на здравствените институции. Ние најдовме начин
Најдовме начин како тоа да го изведеме, значи на одредени растојанија со отворени врати, меѓутоа литургијата е најсветата служба која што никогаш не може да престане. Кога денот кога ќе нема литургија, ќе биде прашање дали светот ќе постои. Значи Не мислите дека Се на уште- овој начин може да ги доведете во опасност верниците од ширење на вирусот? ние кажуваме дека не се плашиме, значи со Бога напред не се плашиме од целава работа, мора да помине и мораме да ја зголемиме верата. Предходно надлежните здравствени институции апелира и до Македонската православна црква и до Исламската верска заедница, како и до сите верници, да се воздржат од секакви собири периодов поради опасноста од ширење на коронавирусот, од кој се поголем број на граѓани заболуваат. Да, така беше денеска низ улиците на овие 4 града кои надлежна е поврската епархија. Велес во овој момент е речиси празен, неколку автомобили може да се забележат низ улиците, луѓе речиси да нема. Морам да и ова да го кажам дека пред ова вклучување добив информација дека општинскиот кризен штаб заседал, па во секој момент се очекува да соопшти што, какви мерки се преземаат, дополнителни мерки се преземаат, откако денес беше објавено дека тројца велешани се заразени со коронавирус. Ете толку од Велес сега, ако имаш некој прашање повели. Да, Тепчев, ти благодарам. Мислам дека отприлика кажавме се. Коронавирусот, според последните информации, најмногу е проширен во Скопје, може би и разбирливо со оглед на бројот на жители, но се шири и во други градови. Оно што е позитивно е дека состојбата во Дебар се смирува, тоа денеска го кажа и дебарскиот градоначалник. Очигледно е дека таму карантинот дава резултати, но полека се зголемува бројот во другите градови, па така имаме нови случаи и во Куманово, имаме случаи и во Прилеп. Во Куманово во последните 24 часа се регистрирани 3 нови случаи, а меѓу заразени и лекар специјалист од инфективниот оддел од Кумановската болница. Градоначалникот на Куманово побара повторно цело Куманово од страна на владата да се стави во карантин, а побара и повеќе инфектолози за Кумановската болница. Во Куманово инаку е целосно во прекин и градскиот и меѓуградскиот сообраќај, а денеска се обрати и градоначалникот на Прилеп. Да ги видиме двете изјави. Општината обстојува на своето барање за Куманово да се прогласи карантинска зона со контролиран влез и излез од градот и дополнително вршење на дезинфекција на сите тие пунктови. Паралелно дадовме насоки и задолженија за дополнителна дезинфекција на сите оние локации каде што живеат или во близина и места каде што живеат сите позитивни на тестовите кои што се излезени. Воедно апелирам до граѓаните на смиреност. Ова е борба во која учествуваме сите и сите треба да дадеме свој допринос. Едноставно ќе го направиме тоа со тоа што ќе останеме дома, да го намалиме своето движење на минимум. Мора да потенцирам дека одредени сограѓани не го почитуваат тоа. За жал ги имаме и првите 2 потврдени случаи на заразени со коронавирус во нашата општина. Денеска и како доктор и како градоначалник се заинтересирав за состојбата на двајцата наши сограѓани и добив информација дека се во добра здравствена состојба и дека им е пружена адекватна здравствена помош. Со ова сакам да им дадам поддршка за побрзо оздравување. Меѓутоа, и да ги охрабрам сите оние кои имали и најмал контакт со потенцијални пренесители да се пријават за да можат надлежните здравствени работници побрзо да реагираат. Тоа се наши сограѓани. Секому може да му се случи ова. Но мораме да бидеме крајно внимателни и одговорни кон себе и кон другите. Меѓутоа, да не ги стигматизираме и обвинуваме, ами да ги поддржиме и охрабриме. Да, и како што најавиме, наскоро ќе почнеме
со интервјуто со вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи, но пред тоа да не останеме само локализирани, настроени кон самите себе си, да видиме што се случува во светот со коронавирусот. Болеста според Светската здравствена организација се уште забрзано се шири. Земји кои се најмногу во криза сега, освен Италија, се и Шпанија, а голема криза почнува и во Соединетите Американски држави, особено во градот Њујорк, кој станува огромно светско жариште. Да видиме што се случува во светот. 1/3 од жителите на планетата се наоѓаат во изолација поради новиот коронавирус, откако денеска во Индија стапи во сила наредбата 1,3 милиарди жители да не ги напуштат своите домови во следните 3 недели. По одлуката за карантин која донесе индискиот премиер Наренда Моди, бројот на луѓе во изолација во светот се искачи на 2,6 милиарди. А бројот на починати од вирусот COVID-19 продолжува да се зголемува. Низ светот од заразата досега загинаа повеќе од 18.000 лица, а 405.000 се заразени, од кои половината се во Европа. Шпанија ја надмина Кина по бројот на смртни случаи како резултат на пандемијата на COVID-19, откако владата објави дека бројот на загинати е повеќе од 3.000. Шпанското министерство за здравство пак соопшти дека во последните 24 часа регистрирани се 738 нови смртни случаи. Вкупниот број на заболени во државата се искачи на 47.000. Во Мадрид живеат многу луѓе кои имаат повеќе од 70 години. Многумина од нив се сместени во пензионерските домови. Имаме голем проблем и не можеме да го спречиме ширењето на вирусот. А голем број на градоначалници ширум Италија испратија нова порака до своите сограѓани да ги почитуваат мерките за изолација. Коронавирусот стигна и во британското кралско семејство. Британските власти соопштија дека принцот Чарлс е заразен со новиот коронавирус. Според соопштенијето кој го испрати од Бекингемската палата, принцот од Велс има благи симптоми и се чувствува добро. Војводката од Корнвол исто така е тестирана, но не и заболена. Според препораките на владата и лекарите, принцот и војводката се во изолација во Шкотска. Се вели во соопштенијето. 93 годишната кралица Елизабета II, со цел да ја избегне заразата со коронавирусот, неколку дена претходно ја напушти Бекингемската палата. Коронавирусот забрзано се шири и во Соединетите Американски држави, особено во Њујорк, Калифорнија и Вашингтон. Вонредна состојба веќе е прогласени во државите Луизијана и Ајова. А кинеските власти постепено почна да ги укинуваат драстичните ограничувања воведени пред неколку месеци во покрајината Хубеј, жариштето на пандемијата. Некои аеродроми и железнички станици повторно работат, но училиштата се уште затворени. Жителите на Вухан сепак ќе треба да чекаат до 8 април за да може да патуваат надвор од градот. Во последните 24 часа во Кина не е откриен ниту еден нов случај на локална зараза, но регистрирани се 47 патници кои се вратиле од странство. Во текот на изминатото деноноќие починале 4, од кои 3 во провинцијата Хубеј, каде се наоѓа и Вухан, градот каде што првпат се појави COVID-19. Да, се враќаме во студиото, како што најавивме. Тука е вице-премиерот за европски интеграции, господинот Бујар Османи. Добра вечер. Добра вечер. Утре не чека состанок на Европскиот совет, на европските лидери. Ние од Министерскиот совет добивме препорака да се почне да се ги почнеме преговорите. Што може да очекуваме утре? Вака, денеска имаше уште еден момент после видеоконференцијата вчера на министрите каде што се потврди. Денеска писмената процедура за потврдување на одлуката од вчера се заврши некаде во 10 часот, така да излезе и писмениот извештај од одлуката. И очекувам само да се заврши во текот на наредниот ден или евентуално наредните 2 дена да се формализира истата одлука, бидејќи сепак се работи за истите министри од истите влади. Не може да има различни ставови од партиите, од владите. Така да за разлика од минатиот пат кога имаше, можевме да го очекуваме тоа. Немаше одлука на состанокот на министри, беше префрлена на премиерите, на состанокот на премиери, немавме... а тука имаше консензус на сите 27 земји членки, така да завршена е таа работа и мислам дека е многу важно, независно што се случува, е подсенка на ова што ни се случува со пандемијата. Навистина ова е историски момент. После 15 години кандидатски статус, 11 одбивања токму на овие
совети, еве конечно успеавме да влеземе во последната фаза на еден долг процес кој што треба да заврши со полноправно членство. Господин Османи, и вие и министерот Димитров имавте едни месеци на патување во европските земји, на лобирање и сега нели велат кај нас дека оној што ќе се изгори дува и на ладно. После може ли утре, значи се разбира дека личи дека работава известно, но може ли да очекуваме некој изненадување? Не очекувам, се разбира може да има еве дополнително денеска имаше одредена писмена забелешка од Република Бугарија како анекс на заклучокот, меѓутоа без при тоа да влијае на одлуката, само со одредени нивни ставови што ќе се случи понатаму, меѓутоа нема простор за разлика. Денеска ми се јавија неколку министри на земите членки на Европската унија кои што ми честита, кои што чекале писмената потврда да се случи писмената потврда на процесот, така да ова прашање е затворено. Добро, гледаме дека има повторно критичари на целиот процес, велат дека сепак не сме добиле датум за датумот. Кога може да очекуваме првата меѓувладина конференција? Видете, кај нас погрешна беше цело време перцепцијата дека ние работиме за датум. Ние работиме за одлука работевме. Значи, ние 15 години немавме одлука за започнување на преговори. Бидејќи во тој момент имавме претходно вето од Грција, па потоа од Франција и од други земји. Значи, ние имаме политичка волја на 27 земји членки да се започне процесот на преговори. Потоа, откако ќе се донесе одлуката, се дава мандат на комисијата да ја подготви преговарачката рамка. Во таа преговарачка рамка земите членки ставаат своји елементи според нивни гледања. Таа рамка потоа повторно се одобрува од страна на земите членки и се утврдува денот кога државната делегација, во случајот јас, одам во Брисел и имам состанок со представниците на владите на земите членки и го почнуваме формално процесот. Значи, другото е веќе технички аспекти од процесот. Важна е политичката компонента, а тоа е одлуката за започнување на преговори. Колку траат тие технички аспекти според досегашната пракса? Обично неколку недели, да не беше ова со пандемијата, според најавите што ги имав јас од неколку земји членки, планот за нас беше за јуни да се одржи првата меѓувладина конференција, бидејќи за Албанија имаше одредени предуслови, не беше предвидено за јуни, меѓутоа мене ми имаат кажано неколку високи представници дека за вас планираме јуни. Меѓутоа тоа беше пред да се случи ова со пандемијата. Сега дали ќе остане јуни зависи од развојот на ситуацијата. Гледате дека не можеме состанок да одржиме заради овие мерки, а камоли меѓувладина конференција. Да, може би на некому му изгледа и себично кога земја сега прашува за овие работи, но сепак ние тие процеси течат паралелно, го чекаме ова 30 години. Може би гледаме дека досегашните одлуки, например гласањето во Шпанскиот сенат и сега Советот на Европската унија и покрај пандемијата сепак се течат, наоѓаат начин да ги одржат, значи покрај сите технички предизвици. Тоа додава дополнителна тежина на фактот, односно на нивното чувство дека навистина ние заслуживме да го добиеме тоа што го добивме вчера. Навистина имаше милион причини да не се одржи овој самит, имаше дури и неколку обиди единствена тема на самитот да биде само корона пандемијата. Меѓутоа фактот дека ние бевме одамна зрели за започнување на овој процес и вториот момент е покажа дека Европската унија знае да функционира и за време на криза и тоа е многу важна како стратешка порака и стратешка комуникација во оваа ситуација на, ако забележувате, компетиција на стратешки комуникации помеѓу за различните геополитички центри кои што се обидуваат да докажуваат кој повеќе помага на регионот, некој со авиони и опрема, некои со средства и така натаму. Јас мислам дека Европската унија покажа навистина капацитет да реагира во услови на криза и во услови на собствена криза, како што беше одлуката вчера, а особено и начинот на кој се активира за помагање на регионот покажува дека е кредибилен партнер. Да, добро, доколку ние се одржи првата меѓувладина конференција во јуни или во јули или во август, еве да речеме, дали нашата администрација е подготвена за почеток на преговорите, бидејќи имавме доста сомнеже тука?
Видете, тоа е најчесто поставуваното прашање, кога се едноставно дали сме спремни. Прво, јас често го спомнувам тоа дека фактот дека сме долго во овој процес ни овозможило да создадеме акумулирано искуство и знаење за процесот на евроинтеграција, кое што со тек на време се потиснало во слоеви на луѓе, на институции и така натаму и чекало момент да се активира. Јас мислам дека тој латентен тоа искуство кое што постои кај нас сега ќе го користи како тригер овој момент за да излезе на површина и се разбира ќе зависи од тоа дали ние ќе знаеме да го детектираме тој потенцијал што го има во администрацијата. Предноста наша е уште една дека ние веќе сме изоделе дел од патот. Значи ние во секретаријатот имаме софтверски решенија со кои што ги следиме директивите и регулативите на Европската унија. Ние сме детектирале некаде околу 7000 директиви и регулативи кои што треба да ги хармонизираме во текот на преговарачкиот процес. Од нив забележавме дека околу 2900, тоа е 1/3, ние веќе сме ги хармонизирале, односно транспонирале. Што значи дека тие директиви и регулативи се дел од нашето законодавство. Нас ни е останато уште 2/3 од патот. Значи ние не почнуваме од нула, почнуваме од 1/3 од патот. Тие луѓе кои што направиле таа транспозиција на законодавството во овие 15 години се уште тука, во различни институции. Некој може би излегол во приватниот сектор, меѓутоа тука се во државата и тие со една добра стратешка програма ќе бидат активирани. Сега, во однос на преговарачките групи, вие знаете дека ние на влада ги формализиравме односно системот, како ќе функционира на преговорите. Јас како главен политички преговарач, па главен технички, па преговарачка група и така натаму. Сега ќе треба да направиме модификација, бидејќи имаме нова методологија за преговори. Сега веќе немаме ние 33 односно 35 поглавја, туку имаме кластери во кои што се групирани неколку поглавја. Например, во првото поглавје во кое што влегува 23 и 24 е влезено генерално антикорупцијската политика. Например, е влезено поглавјето за јавните набавки, поглавјето за финансии. Значи, направена е таква една логична комбинација со цел да се постигнат суштински резултати во реформите, а не само проформа бирократски достигнувања, и сега ние треба да ги адаптираме на тие групи. Така да јас мислам дека ние ќе бидеме добри, ние бевме едни од најдобрите. Значи, земите кои што веќе преговараат, првите работи ги учеле од нас, бидејќи ние сме најстари во процесот. Значи, од пред 20 години сме ја подпишале спогодбата за стабилизација, неколку месеци пред Хрватска. Хрватска е денеска преседавач со Европската унија. Така да мислам дека имаме потенцијал, само ни треба добра координација и овој тригер кој што сега ни се случи со започнувањето на преговорите. Да, кај нас граѓаните имаат перцепција, веројатно и така, дека работите траат предолго, па и нашето добивање и на одлуката за почеток на преговорите и влегувањето во НАТО беше доста нестандардно во однос на другите земји. И сега дел од критичарите или скептиците велат, па што ако почнеме преговори, кога ќе станеме членка? Слушаме искуства, колку трае тој процес, вие велите дека сме изоделе дел од него, но искуствата велат од 5 до 7 години нормално трае. Сега, граѓаните велат, па ни поминаа животите, кога ќе бидеме членка на Европската унија? Видете, ние обично, кога се добива кандидатски статус, се почнува веднаш со преговори. Ние имаме нетипичен геп помеѓу одлуката за кандидат и одлуката за започнување на преговори од 15 години, што ниедна земја не го имала како момент. Ние го имавме заради прашањето на името. Значи 15 години не се изгубени заради тоа што ние не сме напредувале во реформите, туку заради тоа што сме имале едно прашање за кое што требало време да матурира во државата, да созрее, да фундира, за да може да се постигне до преспанскиот договор. Така да ние сме исклучок во тој дел. Значи ние треба да пресметаме од денот на кандидатски статус, прескокнувајќи ги опие 15 години и веднаш започнувањето на преговори. Оваа нова методологија дава можност за брза трака, брза платформа за затварање на преговорите и членство, со тоа што ја прави потешка, но побрза. Тоа е
јас велам лошо за политичарите и за раководителите на институциите и за администрацијата, добро за граѓаните. Бидејќи ќе биде блиску контролиран процес, со можност за стопирање и враќање назад. И знаете што може да се случи во иднина една влада на која што Европската комисија ќе донесе, односно Европскиот совет ќе донесе одлука за запирање на преговорите или враќање назад. Таа влада е политички мртва. Така да заради тој притисок дополнително јас се надевам дека политичарите кои што ќе имаат можност да ги раководат институциите во периодот на преговори ќе имаат дополнителен притисок постојано да даваат резултати во поглед на реформите, а за граѓаните е добро затоа што нивните избрани представници ќе бидат под притисок од Европската унија. Сега има една варијанта која што експертите ја толкуваат дека доколку постигнеме брзо високо ниво на хармонизација, односно брзо темпо на хармонизација, еден кластер може да се затвори за една година. И тоа е добро, бидејќи сега кластерите што ги имаме, тоа значи за 5-6 години можеме да ги завршиме преговорите, но за тоа треба неколку предуслови. Првиот предуслов, кој што го имам учено како лекција од хрватите секогаш, тоа е дали ќе постигнеме консензус во општеството. Значи, во Хрватска се случува и по случајност, можеби дека се погодуваат двајца лидери кои што имаат меѓу себе разбирање помеѓу владата и опозицијата, даваат рака дека за овој процес нема никогаш да се спротивставуваат и ќе работат заедно, а за све друго ќе си конкурираат и ќе надпреваруваат. И Хрватска за 2000 и неколку дена во ниту еден момент, ниту во собрание, ниту во влада, ниту во Брисел имало расправа, разлика помеѓу владата и опозицијата. Дадена е власта на опозицијата во собранието, додека во владата на власта. И како тим заедно работели. Така да, првиот услов, ако го успееме ние сега да го постигнеме, доколку не беше ова со пандемијата, јас прво нешто што би направил после оваа одлука би излегол и би побарал лидерска средба, за да лидерите си дадат рака дека ова веќе не е поле за надпревар. Ова е поле за сплотеност, за побрза трака до Европската унија и се разбира вториот момент вклучување на целиот капацитет интелектуален кој што го имаме во државата за да може да ги исполниме тие реформи. И уште нешто да објаснам, има луѓе кои што мислат дека ние во тек на преговорите преговараме со Европската унија. Значи, ние не преговараме со Европската унија. Директивите и регулативите се фиксни. Ние или ги прифаќаме или не ги прифаќаме. Доколку не ги прифаќаме, не можеме да станеме членка. Ние всушност преговараме со нашите чинители во општеството за тоа кога една директива влегува во сила. Например, ако има директива за забрана за употреба на пластика, например, ние треба да се договориме со нашите производители на пластика, со нашите корисници, во кој момент таа директива влегува во сила за да ја забраниме пластиката. Го зивам тоа како пример. Да. Значи, тоа се преговорите всушност. А тоа значи дека многу луѓе во државата треба да се усогласат за да ние одиме во Брисел со позиција дека ние таа директива ја внесува, односно ја влегува во сила тој ден и со тоа правиме договор со Европската унија, а тоа значи разбирање помеѓу луѓето. Ако нема разбирање за процесот, ако луѓето не ја сваќаат тежината и важноста на процесот, ние никогаш нема да постигнеме консензус во тој дел, а тоа значи развлекување на процесот. Значи, отприлика, колку што ја разбрав, 7 кластери во едно позитивно сценарио би можели за 5-6 години да ги совладаме. Тоа е оптимистичко сценарио, да. Кажете ми, што значи тоа за граѓаните, дали граѓаните ќе почувствуваат некаква придобивка во овој процес на преговори, бидејќи уште првиот пат кога се огласи францускиот претседател Макрон за новата преговарачка рамка, тој спомна дека не треба како до сега само да преговараме, туку треба да пристапиме со една финансиска иницијатива кон регионот, па гледаме дека полека тоа се материјализира. Кажете ми сега, во однос на користењето на фондовите, во однос на помошта која би ја добивале, дали во овој период ќе имаме некаков бенефит? Има во францускиот non-paper, кога излезе методологијата како драфт, имаше можност
за пристап до структурните фондови, односно фондовите на кои што се може да пристапат земјите членки и во тек на преговорите. Меѓутоа, очигледно дека тоа во текот на разговорите со другите земји членки некако исчезна од методологијата, односно можноста ние да пристапиме до структурните фондови, меѓутоа сепак ние имаме пристап до предпристапните фондови, овие што ИПА средствата кои што ги имаме, а тоа се последните два пакети се 1.200 милиони евра за државата. Бенефитите се бројни, бидејќи секоја директива која што регулира едно прашање, дали во делот на животната средина, например, директивата за чисти води, за воздух, од тоа граѓаните ќе имаат бенефит. Директивата за стопирање на некои загадувачи е исто така во интерес на чистиот воздух и на граѓаните. Директивите и регулативите во делот на судството, во делот на антикорупцијската политика, сето тоа иде во прилог и во интерес на граѓаните. Значи, идејата е скалило по скалило ние стануваме се повеќе европска земја. Со секоја директива повеќе, како дел од нашиот законодавен систем, ние стануваме поевропска држава. Меѓутоа се разбира, важно е тука и имплементацијата. Сега, Европската Унија, учејќи се од искуството на другите земји, кои што кога ќе ги проверите во хартија, дали ги исполнили условите, све е позитивно. Кога ќе видите на терен, функционира балкански, како што било порано. Сега, они инсистираат, освен вие да донесете закон, да покажете резултат во имплементација на закон. Така наречениот трек рекорд. И ако забележувате, тие што ги следат повеќе овие прашања, ако го гледаат последниот извештај на Европската Унија и некои претходни извештаи, во последниот све е бројки. Толку предмети отворени. Антикорупцијска има 230 предмети против политичари отворено. Значи, а во другите извештаи од порано се образложува дали се донесени закони, дали функционира системот и така натаму. Сега ЕУ е фокусирано дали вие произведувате резултати, односно дали живеете европски, а не само дали го имате законодавството европско, и мислам дека е тоа дополнителен начин на контрола дали земјата станува поевропска, односно дали граѓаните имаат придобивка од тоа. Да, во однос на кризава со коронавирусот, која глобално го разјадува светот, се разбира сега тежиштето на кризата и во Европската Унија, како што и самиот да кажавте, гледаме дека имаме еден глобален надпревар во пропаганда во однос на тоа кој победува, кој не, кој помага, па еве и ние се обративме за помош, да речеме кон Народна република Кина, побаравме респиратори. Од друга страна, често читаме вести, многу често и лажни вести на социјалните медиуми, кои не се точни, дека Европа не помага, дека Брисел ништо не дал, но се чини дека во моментов Европската Унија ја губи пропагандната војна, не се многу добри на тој правец, но кажете ми вие дали е така и во пракса, дали Брисел потфрла малку во одговор на целава криза, особено кон другите земји кои не се низини членки. Видете, јас се согласувам дека во делот на ова пропагандна војна, односно јас повеќе ја нарекувам стратешка комуникација со јавноста во кризни услови, Европската Унија не успела да ја прикаже вистинската слика, односно други се прикажуваат посолидарни во тој дел. Може би првично во првите денови имаше одреден шок во Европската Унија и не можеа да се снајдат веднаш во одговорот, особено кон нас, затоа што се разбира на нив први инстинкт е да се помогнат земјите членки, а сите земји членки беа погодени, за да потоа стигнеме ние на дневен ред. Меѓутоа, брзо после тоа се совзема на некој начин и почнаа тие да не комуницираат нас, дали имаме потреба, различните DG-а во комисијата и така натаму. Ние испративме писмо со што ги активиравме механизмите кои што ни се на располагање и имаше позитивен одговор. Значи, прво веднаш они одговорија со 7 милиони евра ургентни средства, односно итни средства, за набавка на респиратори и за друга опрема, кои што за неколку дена ќе влезат во функција, а другите пакети, например 50 милиони евра кои што ни беа дадени како награда за планот 18 и планот 369,
а ние претходно ги распоредивме во различни проекти. Повеќе за загадувањето на воздухот беше актуелно еден период, па за диаспората, за регионот на Преспа, сега ние решивме сите тие 50 милиона Европската унија да ги даде за менаџирање на кризата, меѓутоа тие пари ќе ги користиме за олеснување на економските и социјалните последици од кризата. Бидејќи јас очекувам дека повеќе ќе бидат штетите економски и социјални дисторзии во општеството отколку медицинските последици од самиот вирус и уште дополнителни средства од различните програми, например од програмата за образование, од ИПА средства кои што ќе се преориентираат. Сега со фактот дека започнуваме преговори, јас денеска, бидејќи денеска е подпишана одлуката нели за започнување на преговори, со тоа ние имаме право да влеземе во Европскиот солидарен фонд. Тоа е фонд кој што е создаден 2012 после поплавите во Средна Европа и Европската унија создава фонд за вакви елементарни непогоди во регионот. Може да конкурираат за тие пари, односно да бараат тие пари земјите членки и земјите преговарачи. Ние го фативме на некој начин последниот момент, еве денеска стануваме ние елиджибилни за тој фонд. До сега прочитав над 20 милиарди евра се дистрибуирани за различни елементарни непогоди. Очекувам и тука да добиеме средства, но така да се разбира, ние нема да ќе комуницираме и со Кина, ќе комуницираме и со секоја земја. Сега е време за солидарност, сега е време кога политиката е помалце важна, меѓутоа Европската унија се покажа како вистински партнер во оваа криза. Колку пари би можеле да добиеме тој фонд? За колку ќе конкурираме? Значи денеска ние стекнавме право за тоа. И денеска јас го пуштив писмото до Европската унија дека бараме пристап до Европскиот солидарен фонд, ќе видиме кој ќе биде нивниот одговор. Веројатно ќе речат чекајте до утре да се формализира и на ниво на премиери, меѓутоа идејата е да или пак да започне меѓувладината конференција, но јас мислам дека тука затоа беше мојата реакција брза, за да не чекаме недели и месеци, туку брзо да имаме пристап до овие фондови. Да, добро, и самиот кажавте дека најверојатно последиците од корона кризата ќе бидат поголеми по останатите сегменти од општеството, освен медицинскиот дел. Тоа е дел од разговорот со кој продолжуваме, но пред тоа имаме еден блок реклами, да ги видиме и брзо се враќаме во студиото.
Да, последиците од корона кризата ќе бидат тешки, веќе се тешки за целиот свет, за нашето општество, многу се тешки врз економијата, бидејќи буквално ништо не работи. Денеска и председателот на СДСМ, господинот Заев, се огласи со една драматична порака дека 40 до 60% од приходите во буџетот се намалени. Тој вели дека во моментов, според сегашните проекции на државата, и недостасуваат 1,3 милиарди евра буквално за да преживее. Да го видиме прилогот на колешката Ружица Фатиновска, па продолжуваме со разговорот на оваа тема.